А свети пророк Исаија зборува: спремете го во пустињата патот Господо, изравнете ја пустината, патеката на нашиот Бог. Сите долини нека се возвишат, сите гори ридови нека се спуштат, и што е криво нека биде право, и неравните места нека бидат равни. И ќе се јави славата Господова, и секое тело ќе го види Божето спасение. Што значат овие таистини зборови, искажани за најголемиот роден од жена, светиот пророк, претеча и крстител Господо Јован? Ангел. Зборот ангел значи вестник. Ангелите им ги откривале на луѓето Божите тајни, а Јован Крстител на светот ја објавил најголемата тајна, да Месијата дошол на земја. Патот човекот кон Бога и патот на Бога кон човекот поминува преку човековото срце. Горите и ридовите на нашиот пат се нашата гордост и суета. Гордоста како пете ко преградува патот на пагодата до човековото срце. Долините, провалиите, рововите и ендеците на овој пат се нашите гревови. Кривините се лага, лицемерие и други тајни гревови и пороци. Кога во старите времиња на царот посакал да го разгледа своето царство, толку пред тоа неговите поданици ги чистеле и проширувале патиштата, подигнувале мостови, како би царот можел да ги посети сите краишта по својата држава. А царството Божјо е човековата душа. Како да го изравниме патот, да би благодата Божја може да дојде до срцето? Само еден. Покаяние. Свети Јован Претеча рекол: покајте се, бидејќи се приближи Царството Небеско. Втор пат, покрај покајанието кон Царството Небеско, нема и нема да има. Така он го повикувал народот на покаяние. Потоа секој кој сакал да прими од него крштевање, го воведувал во водите на реката Јордан, исто така влегувал со нив во реката, и овде оној кој пристапувал кон крштевање ги исповедал пред Јован Крстителот своите гревови, а пророкот за тоа време се молел на Бога да му опрости. Потоа, по завршувањето на исповеста, Јован Претеча изговара: те крштевам во име на Месијата, кој доаѓа и го потопува човекот во водите на реката Јордан. Браќа и сестри, едно во книгата Пастир пишува да Господ не ни дарува покаяние, ни еден човек да не ни дарува покаяние, ни еден човек не би се спаси. Светите отци говорат: прв дар на благодата, прв дар на Светиот Дух е познавање на своите гревови. Кога благодата ќе се допре до човековото срце, човекот чувствува како да е далеко од Бога. Преподобниот Антонije Велики пред самата смрт зборува: сиот мој дол живот не бил ништо друго, туку непрестанно покаяние поради моите гревови. Понекогаш световните луѓе ги прашувале подвижниците: зошто вие сиот свој живот го поминувате во плачење и покаяние, а мнозина во светот прават тешки гревови
na pojastu i gleda svojite grehove. Braće i sestri, što je to pokajanje? Pokajanje to je suđenje na čovjeka, na samiju sebi si prestrašnio sud. Na sudovite ovoj svet, sudijata, što poteška kazna mu odredi na prestupnikom, što to ne mu se izreknula poteška presuda. A ovdje je obratno, što postroga sloves, go razotkrije čovjekom, što to potpuno oprostuvanje dobiva, što to je poblisku njegovog spasenja. O što se sastoji pokajanje? Da bi to bilo istinsko, potrebni se sledite uslovi. Kako prvo, žalenje protiv svojite grehovi. Kako vtoro, iskrena ispovest pred sveštenikom, čovjek na koga mu je dadeno posebno pravo da oprostuva i razrešiva grehovi. No, ispovesta ne treba da bude samo razgovor, ne samo prikazna za svojite grehovi. Vidite, ljudi to često zboruva za svojite grehovi bez nikakvo pokajanje, a ne baš duri i se gordijac oni. Poto kako treto, čovjek treba da reši da veće nema da gi povtorува ove grehovi. Treba da je rešen da popravo će umre od kogu povtorno da gi zgreši. Postoji stara pogovorka, mudriot ne pađa dva pati na isto mesto. I na kraj, četvrti uslov, čovjek treba da se griši, da vo svoj život pravi dobri djela koji se sprotivni odporavno napravenite grehovi. Togaž, braći i sestri, Bog će go primi naše to pokajanje. Pokajanje to je osnova na sio duhoven život na hristijaninu. Poradi što nije biduvame ladni na golemite praznice. Zato, pričestujete se, ne čustvujeme kako i ogin i svetina se gnuva po naše to srce. Zato, što ne sme razbudile, ne sme omeknale, ne sme očistile dušata so pokajanje. A nepokajното srce je tvrdo, kako kamen. Nepokajното srce je kakvija zatvorena pred Isusa Hrista. Postoji stara prikazna za to kako Gospod i pratil svojite angeli da donesa najvredno što će najdat na zemljata. I sekoj angel donel dar od zemljata na Boga. Ne bio samo jedan odin, no i to i se pojavil i mu reče na Gospoda: ti donesov dar, solza od grešnika. Vidom kakovo nokta, kako grešnikov, kojeg prezidaše sio svet po samotija, gorko plačeš poradi svojite grehovi i moleše za oprostuvanje. Ja zjemav negovata solza i ti ja donesao. I Gospod reče: ovo je najubavio poklon, solzata na grešnikov, koji se kaje, za mene je najskapocen dar ili poklon. I tako, braći i sestri, kako što sečevanjето na smrta, koje će se porini po čovjekovo srce, udava na čovjek od hrabrost, da gi prežive svite okolnosti do života, udava dlabok mir, tako i pokajanijeto se završava so nebesno spokojstvo i čista radost. Neka svite nas, Sveti Jovan Preteča, pokrovitelj na pokajnite, ne nauči so istinsko pokajanje, kako bi bile zajedno so blagodata na Svetio Duh. Amin. Za novu godini neka je čestit praznikot i neka Sveti Jovan Krstitelj, na koga se molime danes, se moli pred prestolom Presvevišnjom Hrista Boga, da ne čuva od raznih iskušenja, nevolji, stradanja i bolesti. Amin.